Председателе, бидејќи многу често сме зборувале на темата Рек Битола и она што како власт СДСМ и Дујго ветија за Рек Битола апсолутно ништо не е исполнето. Една корекција само да аз грешив во образложувањето на амандманот, сумата е 1.230 милиони. Ќе бидам кратка. Министерот, заменикот министер не кажа причина зошто. Често тука министерот кога зборувавме за Рек Битола спомнуваше нешто дека не се одобрува амандманот бидејќи ЕЛЕМС има свој буџет. Најчесто тоа беше образложението зошто ги одбивате амандманите. Меѓутоа се покажа дека дури земавме кредит од 100 милиони евра за рентабилноста на Рек Битола, на ЕЛЕМ, па се вложува околу 250, можеби и повеќе милиони евра за работата на ЕЛЕМ. Така да некако тоа не ми држи. Меѓутоа, тоа си е ваше право, вие си знаете како буџетот го формирате. Јас сакам за јавноста, за граѓаните на Рек Битола, да прочитам неколку наслови само, еве, нема да одам во многу во детали, туку само наслови кој се дојде во Битола како функционер од СДСМ и ги лажеше безмилосно битолчани. Премиерот Заев во посета на Рек Битола, инвестиција од 20,4 милиони евра за реконструкција на системот за електростатски филтри на Рек е најголемата инвестиција за заштита на животната средина. 7.4.2019. Објавено, еве не читам во детали што кажал. На 22.10.2019 поништен тендерот за реконструкција на електростатските филтри од Рек Битола, велат нема да има доцнење во реализацијата на овој проект. Нова лага. Нема функционер од СДСМ кој што не дошол во Битола и не се зафатил за оваа тема. Колку поминаа години, знаете од тогаш? Апсолутно не е чекор направен во Рек Битола за заштита на човековата околина, односно да се сменат електростатските филтри. И мислам дека нема повеќе што да пишувам. Единствено нешто што вас ви интересира е како да го уништите Рек, како да ги рекетирате фирмите таму кои што работат, како да делите тендери во 4 очи, апсолутно за граѓаните на Битола и околината, Новац и Могила, вас не ви интересира. Поминаеве толку години, не само што не инвестиравте, туку ја дозапустивте Битола, бидејќи 3000 вработени од Битола и околината работат во Рек. Ви благодарам.